Добар ден на сите. Навистина ми е драго што денеска во Собранието на Република Македонија во Комисијата за образование, наука и спорт се одвива второто читање на Законот за високо образование. Законот помина навистина еден инклузивен процес на дебата. Имавме јавна дебата овдека во Собранието, дебата на универзитетите, на факултетите, дебата со невладиниот сектор и сега овдека со претениците по повод амандманите кои што се поднесени. Амандмани добивме само од претеничката група на ВМРО ДПМН, во кои што одредени амандмани се навистина неисправни, ниту технички, ниту суштински, ниту пак може да значат подобрување на текстот. Имаат поднесен амандман кој што се однесува на тоа дека лицата без државјанство треба да имаат право на високо образование не само под услови утврдени со закон, туку и со ратификувани меѓународни договори. Одредбата која што е ставена во постојниот закон е во согласност со меѓународната конвенција за правата на лица без државјанство, а други меѓународни договори не можете да склучите со земја од која што потекнуваат тие, бидејќи тие немаат државјанство, така што овој амандман самиот по себе е апсурден. Понатаму има амандман со кој што бараат печатите на високообразовните установи кои што се прават во Република Македонија да бидат испишани исклучиво на македонски јазик и кирилско писмо. Одредбата која што е во постојниот закон за високо образование е идентична со одредбата која што е во предлог законот. Значи тука немаме измени. Еве јас носам да видите и допис од Државниот универзитет во Тетово, каде што двојазичен е печатот според законот кој што е донесен во времето на ВМРО ДПМН и кој што се спроведува до сега. Значи со амандманот тие практично бараат враќање назад од она што тие го содржале како право во законот кој што бил донесен во нивно време. Понатаму има одредби со кои што сакаат да бришат надлежност на деканот да ги распишува студентските избори на факултетите. Вие знаете сите дека во одредени временски периоди на повеќе факултети студентските парламенти одбиваат да распишат избори со цел да невозможат легитимно донесување на одлуките на наставничките совети. Според постојниот, но и според новиот закон за високо образование, студентите се членови на наставничките совети и сите одлуки кои што се носат на наставничките совети треба да бидат носени со гласовите на студентите. Ако немате легитимни студентски представници, се доведуваат под прашање сите одлуки кои што се носат, така што проблемот кој што го согледавме на неколку факултети, вклучувајќи го факултетот од кој што јас доаѓам, каде заради политички манипулации не беа распишувани избори со цел да се оневозможи избор на декан, ја разрешуваме, значи го превенираме овој проблем со тоа што се дава надлежност да деканот мора да ги распише изборите со цел да нема нерегуларности. Понатаму имаат амандман со кој што предвидуваат мнозинство да мора да бидат 2/3 присутни во Националниот совет со цел да може да се одлучува. Тоа е повод и можност, отвара можност за блокада на органот. Нас ни треба функционален Национален совет за високо образование, наука и технологија, бидејќи сакаме да имаме во негова надлежност составени многу битни одлуки за да можеме да си дозволиме луксус овој орган да биде блокиран. Всушност вие знаете дека според постојниот закон постоеше Национален совет за високо образование кој што ВМРО ДПМН никогаш не го формираше. Очигледно со овој амандман целта е кога ние ќе го формираме ова тело да се блокира преку начинот на одлучување. Понатаму има веројатно ова се технички грешки на амандмани каде што се измешани термини да трет циклус се бараат 300 кредити, значи некои се апсолутно неразбирливи и неприменливи, конфузни амандмани. Понатаму во делот каде што станува збор за финансирање, има еден амандман каде што веројатно и тука им е техничка грешка, бараат финансирањето да биде за високото образование не помалку од 6% од бруто домашен производ по глава на жител, а тоа е 300 евра за вкупно за образованието. Се надевам дека не сакаат да го фрлат на колена високото образование, туку веројатно ова некоја техничка грешка во формулирањето на амандманот.
Има амандмани кои што се однесуваат на задолжителна студентска пракса. Значи, она што го имавме како минато, каде што законот предвидуваше обврска да има студентска пракса, видовме дека на некои факултети тоа не се спроведуваше и ги оневозможуваше студентите или ги тераше да бараат фиктивни потврди. Значи, не сакаме да ставиме изрична, ригидна законска норма, туку тоа да го оставиме на факултетите да си регулираат во кој обем можат да обезбедат пракса на студентите. Така што факултетите треба да се имаат обврската, а не со законска обврска да направиме пречка на студентите да дипломираат. Понатаму имаат одредба која што ја препишува постојната одредба која што за жал не се применуваше и не се применува во моментот за наводно ослободување од партиципација на студенти кои што постигнале повисок успех. Сакам да ви кажам дека во сегашната пракса на функционирање на факултетите, добар дел од нив не донесоа подзаконски акти, ова одредба не се применува. Според сегашниот предлог на закон, ние предвидовме изрично кои категории на студенти ќе добиваат бесплатно студирање и секако дадовме можност Националниот совет да предвиди прецизни критериуми за другите студенти кои што можат да студираат бесплатно. Секако тоа ќе значи и со соодветно финансирање од страна на државата на тие факултети каде што ќе има ослободување на финансирање. Еден од амандманите предлага враќање на категоријата помлади асистенти. Сакам само да потсетам дека ВМРО ДПМН се токму тие кои што ги укинаа помладите асистенти и ја оставија оваа држава без подмладок, дури и ставеа такви кратки рокови да добар дел од тие што дури беа примани да бидат избркани од работа. Така што во овој дел ние отворивме можност да факултетите сами без согласност од Министерството за финансии да ангажираат демонстратори кои што ќе можат да ги избираат 3 години, а тој период од 3 години е периодот во кој што младите можат да магистрираат и потоа да бидат примени во асистенти. Така што варијантата која што е содржана во постојниот закон е попогодна со цел да може навистина факултетите да направат селекција, да ги стимулираат младите да магистрираат на време, а потоа да бидат примени. Има одредби за предвремен избор во повисоко звање, кои што содржат непрецизни критериуми и кои што од моето лично искуство на факултетот никогаш не се спроведувале во најголем дел од факултетите, вака како што се формулирани, не можат да значат подобрување на статусот на професорите, туку ќе бидат мртво слово на хартија, така што тој амандман не е возможен. Навистина интересно ВМРО ДПМН да предлага амандман во кој што предлага коефициенти за плати на професорите, ако знаеме дека во нивно време веќе повеќе од 10 години владење не направија ништо да се подобри статусот на професорите, а оставија огромни буџетски долгови со цел да практично во она што значи високо образование и она што значи студентски стандард. Така што мислам дека јавноста веќе има горе-долу неподелено мислење во делот на стручната фела дека станува збор за закон кој што е конципиран како целина, закон кој што има хармонизирани одредби и кој што се надевам доколку се спроведе доследно во пракса ќе придонесе за подобрување на квалитетот на студирањето, за автономијата на универзитетот која што на најгруп начин беше газена во изминатиот период и ќе овозможи подобри услови за студирање.